Почитувани, чест ми е тука од село Ваташа, во Кавадарци, од лозијато на малата семена винарија Параджик, да го честитам заштитникот на земјоделците, на лозарите, на винарите. Денешниот голем празник Свети Трифун. Лозарството и винарството се стратешки гранки на македонската економија. Токму затоа, и како министер во претходниот период, заедно со лозарите, заедно со винарите, креиравме за етнички нови мерки и нови политики за поголема поддршка на овој значаен сектор. Она што првин го направивме, беа промените во законот за вино. Јас се сеќавам токму на идејата на неколкумина кои што денеска имаат собствени мали семени винарии, а тогаш лозари, дојдоа во министерството и разговаравме како да го промениме законот за вино, како да овозможиме физички лица да бидат регистрирани како производители на вино. И тоа го направивме. Денеска имаме раст на бројот на семени винарии, денеска имаме раст на бројот на винариите, но денеска имаме и раст на целокупниот извоз на македонското вино. Денеска се повеќе се извезува флаширано македонско вино и тоа во над 40 земји. Извозот на нашето вино достигна над 60 милиони евра. Токму ова е потврда за важноста на овој сектор во македонската економија. Покрај тоа што го променивме законот за вино, воведовме нови програми за поддршка на малите семени винарии, односно беа доделени над 150 грантови од по 10.000 евра за набавка на опрема и за модернизација на малите семени винарии. Денеска нив ги има не само во Тиквешијата, ги има во сите наши краишта и во сите региони на нашата убава Македонија. Ова е важно за нашата македонска економија. Токму затоа продолживме со поддршка. Воведовме авансна исплата на субвенциите пред крајот на годината. Воведовме зелена нафта за лозарите во износ од 9.600 денари по хектар. Воведовме програма за зголемена поддршка и настап на нашите и мали, но и средни и големи винарии на секаде во светот, на сите битни и значени саеми. Токму затоа денеска македонското вино е се повеќе препознаено на секаде во светот. Оваа поддршка треба да продолжи и оваа поддршка ја продолживме со носењето на новиот закон за вино минатата 2024 година на самиот почеток. Беше усвоен новиот закон за вино од Македонското собрание. Овој закон пак дава гаранција за производната и минимална откупна цена на македонското грозје. Овој закон ги штити токму лозарите, затоа што предвидува дека трудот ќе биде ценет. Затоа и се зголемува откупната цена на македонското грозје. Затоа се зголемува и откупната цена на македонското вино. Денеска, она што го гледаме, имаме комплетна безидејност, нема нови мерки, нема нови политики за поддршка на македонските лозари. Јас во секоја една прилика, заедно со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, постојано ќе се бориме и ќе се грижиме за македонскиот земјоделец, за лозарите и за македонското вино да се најде насекаде низ светот.